Во македонската народна традиција, куќниот прак не е само обично парче дрво или камен, туку граница меѓу два света, сигурниот, топол дом внатре и непознатиот, честопати опасен свет надвор. Затоа, закованата потковица на куќниот прак или над главната порта со векови се сметала за еден од најмоќните штитови на семејството. Нејзината символика и моќ во нашиот фолклор кријат неколку интересни верувања. Моќта на железото. Во старите времиња се верувало се дека лошите сили, уриците и болестите имаат паничен страф од железо, челик. Бидејќи потковицата е направена од ковано железо, таа се сметала за несовладлива пречка за секое зло што се обидува да влезе во домот. Конјот во македонската митологија е благородно, соларно животно кое носи среќа, сила и напредок. Потковицата ја носи неговата енергија, таа го символизира патувањето напред, успехот и берикетот. Вечната дилема, нагоре или надолу? Како треба да биде свртена потковицата за да делува нејзината магија? Во македонските села постојат две толкувања и двете подеднакво фасцинантни. Со краковите нагоре, во форма на буквата Г се верува дека вака поставената потковица делува како пехар или сад што ја собира среќата која доаѓа од небото. Таа не дозволува среќата да се истури, туку ја чува внатре, во семејството. Со краковите надолу, оваа позиција почесто се користела кога потковицата се заковувала точно над самата врата, на горниот прак. Се верувало дека таа делува како заштитен лак, па секој лош збор или зла мисла на оној што влегува ќе се одбие, као од железото и ќе падне на земја пред да стапне во куќата. Како се наоѓа вистинската среќа? Старите луѓе велеле дека потковицата има најголема моќ ако е случајно пронајдена на пат. Таа потковица што е изгубил некој конј во трчање се сметала за чист благослов од судбината. Купена потковица немала иста магија како онаа што самата го нашла к својот нов сопственик. Денес, потковицата често ја гледаме само како симпатичен сувенир или украс, но нејзиното присуство на портите е жив потсетник на времето кога нашите предци со голема почит го уредувале секој агол од домот, верувајќи дека среќата и мирот мора будно да се чуваат.